Ви благодарам, председателе. Почитувани колеги, денеска разговараме по предлог на законот за изменување и дополнување на законот за лекови и медицински средства. Значи битен закон, како што кажа и колегата Синиша, кој што ние како партија, како ВМРО ДПМН и коалицијата нели ќе го поддржиме секако, но сепак сметам дека представуваше една убава можност денеска тука на оваа комисија да има представници исто така и од Министерството за здравство, дали министерот за здравство, господинот Филипче или заменик министерот за здравство, затоа што знам, свесен сум дека предлагачи се колегите пратеници, но сепак за едно вакво сериозно прашање, кога Република Македонија заостанува не само во регионот, туку и во целиот свет со набавка на овие вакцини, сметам дека требаше да присуствуваат представникот од Министерството со цел да ни разјасни на нам како пратеници некои дилеми кои што ги имаме околу процесот на набавка и на дистрибуција и на апликација на вакцините, но исто така она што е можеби уште поважно да им објасни и на граѓаните кои што нели се особено заинтересирани за тоа како ќе се одвива процесот на вакцинација на населението. Како што кажав, за жал Република Македонија не може да се пофали ниту со бројката на заразени, затоа што сведоци сме дека навистина лошо се справи со оваа пандемија и се справува се уште. Бројот на лица кои што за жал го загубија животот и секојдневно умираат поради се уште интензивното присуство на ковид вирусот во нашата држава е навистина висок. Се соочуваме се уште со двоцифрени бројки на лица кои што за жал го изгубиле својот живот поради оваа пандемија и според мене тоа е доволно силен аларм за да имаме представник тука од Министерството. И не знам што во моментов може да биде поважно за министерот Филипче, освен да биде присутен на една ваква комисија, каде што, како што кажа и доктор Синиша, ние како опозиција даваме силна поддршка на ова законско решение. Во интерес на јавноста сакам да споменам неколку бројки кои што се од нашето соседство и од земјите во Европа, каде што веќе започна процесот на вакцина. Например, Бугарија заклучно со 19.1.2021 година го започна со вакцинизација своето население и до сега има вакцинирано 22.226 лица. Хрватска 45.906, Кипар 10.226, Грција 93.179, Романија 270.000, Србија 18.136, ова е бројка до 14, сега е многу повисока на вакцинирани. Словенија 43.000 лица, Република Македонија 0, ниту еден. Значи ова е реалноста и нема никакво оправдување за министерството, за власта, за оваа влада, зошто олку се доцни со набавката за обезбедување на овие вакцини. Споменувавте претходно, ги слушавме на влада како кажуваат дека се прави стратегија за набавка на вакцини, дека точно нели се знае постапката за таа набавка, дека ќе се набавува преку 3 механизми, дека ќе ни помогнат нашите пријатели, но сето тоа остана само на лажни ведувања. И не можам да ја разберам потребата на Зоран Заев да излегува пред јавноста и да се фали со некои работи кои што не се вистините. Го слушнавме сите дека 8.000 вакцини ќе пристигнат како донација од Република Србија, но исто така слушнавме и демант од премиерот на Република Србија, кој што демантираше, кој што изјави дека нели Република Македонија не ги исполнува условите и нема соодветни протоколи, што се мислеше токму и на ова законско решение. Така да и за 8.000 вакцини кои што се предмет на донација, не сме способни како држава да ги примиме, што е навистина за големо жалење. А што се 8.000 вакцини? Тоа се вакцини за 4.000 лица, односно
во превод, можеби само оние кои што се вработени во ковид центрите да се вакцинираат, односно старите лица над 70 години и вработените во ковид центрите кои што навистина се силно изложени на присуството на овој вирус. Така да уште еднаш не сакам да одземам многу време за тоа што верувам и другите ќе сакаат да кажат по нешто, но во најмала рака се извинувам, е несериозно да немаме представник од извршната власт денеска кога треба да поставуваме прашања кои што се од голем интерес за јавноста. Мислам дека ќе беше еден добар момент тука да се изврши промоција на она што ќе следува. Државата да се пофали дека донела едно законско решение, но и да им одговори на граѓаните кога ќе можат и да се вакцинираат. Дали тоа ќе биде јануари, февруари, март или пак можеби ќе биде во декември 2021 година кога ќе стекнеме веќе и повеќе од колективен имунитет. Секој изгубен ден значи загубен живот. Доста е од чекање и сметам дека премногу се касни со носење на ова законско решение, кој што требаше да биде многу порано со оглед на тоа што на време апелираше и Светската здравствена организација, па и сите други релевантни производители на вакцини, дека државите мора да имаат соодветни законски решенија во своите законодавства. Благодарам.